заедно со колегата Делјо Кадиев од денеска сме нови бранители на доктор Никола Васев. И денеска, после една обстојна анализа на предметите што ги добивме, поднесовме барање за преземање на кривично гонење со страна на државниот јавен обвинител или делегирање на предметот на друго јавно обвинителство, Битола Гостива Штип, од причини што оценивме дека обвинителните акти што се предмет на овие две судски постапки на случајот онкологија се нестручно и непрофесионално направени и дека обвинителството дозволило да предметот му го води стручен советник, без контрола врз него, без правна контрола врз него, дека доказите во предметот не докажуваат никаква вина, дека обвинетиот не ги сторил кривични дела кои што му се стават на товар, дека действијата кои што му се стават на товар не се кривични дела, дека никаква штета не направил, ниту можел да направи. И ту некаква корист некому успеал да му овозможи, или пак можел да овозможи, што се драстични работи. И за тие драстични работи побаравме мислење и повторна реевалуација на двата обвинителни акти од државниот јавен обвинител, кој тоа право го има според законот, со аргументи и факти ставени во предлогот. И очекуваме дека тоа ќе го уважи, дека уште еднаш ќе направат комплетна ревелација на двата обвинителни акти, или ќе побараат дополнување на истрагата, што е исто можно, или целосно ќе ги повлечат. Треба да ги повлечат, според наше мислење, актите и да заврши тука се. На што конкретно вие забележувате, затоа што горе во судница слушнавме дека се забележува на сведокот кој што бил техничко лице? Па има многу работи. Вие видовте дека материјалот е обемен, дека анализата е обемна и дека е анализирани се двата предмети или целиот случај, ќе бе еден предмет, сега се одвоени од почеток до крај. Немам време во неколку минути да ви обяснам се што е направено, незаконито се разбира. Меѓутоа, суштината врзана за вашето прашање е да обвинителството кога работи ваков предмет од медицински аспект или од некој друг аспект што не е чисто правен аспект, мора да се наоружа со така наречено нужно знаење. Значи не може да оставите вие лекарот да ви кажува до крај што ќе биде и тој да го пише обвинителен акт. Вие мора да се запознаете со таа работа, да читате, да прашувате и да се обезбедите со нужно познавање на материјата која е предмет на обвинителните акти. Тоа овде не е направено. Што сакате да кажете дека стручен советник го правил обвинението? Па буквално така, вака е поедноставено кажано, меѓутоа само еден пример ќе ви кажам. Во другиот предмет има економско вештачење. Во 13 страни од економското вештачење се мислење на техничкиот советник од медицински аспект. Што бара медицината во економско вештачење? Мешање. И такво мешање имаме секаде. Тој ја води целата работа. Тоа не смее обвинителството да го дозволи. Обвинителството по закон ја води работата, тоа ги контролира и полицијата и сите други што му помагаат во изготвување на обвинителни акти. Тоа овде не е случај. Тоа мора да се реевалуира и мора да се коригира. Значи прво барате Коцевски да го преземе случај, да го не да делегира на друго обвинителство. Така имаме уште 3, Битола, Гостива и Штип. Значи друго подречје, не било кој обвинителство. Тоа он има право да го направи. Да. Има право да го направи. Што ќе се реши, дали ќе го презема тие или ќе делегираат друго, тоа останува на неговата надлежност. Или Да.